Последниот месец во годината е месец декември, за многумина месец во кој што се планираат и реализираат многу патувања. Но веруваме дека празничниот период можеби ќе донесе и по некој турист во нашиот град или во нашата земја. За туристичките капацитети и за очекувањата за време на празниците, Марија ќе ви зборува во следното линковско вклучување, заедно со господинот Аркан Керим, кој што е соодветен соговорник и председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Марија, добро утро и поздрав од студиото. Верувам дека со господинот Аркан ќе дадете супер информации за тоа што и како ни се случува периодов и кои се разбира очекувањата за време на празничниот период. Повели. Голем поздрав и до тебе. Токму така верувам дека навистина има што да се напомене со оглед на тоа дека ова е актуелна тема во зимскиот предновогодишен период. Веруваме дека има што да се каже навистина со оглед на тоа дека убаво е да се слушне што ги привлекува и домашните и странските туристи кај нас генерално во Македонија, но исто така и ќе напоменеме каква е состојбата со туризмот во предновогодишниот период. Токму на оваа тема заедно со нас утринава е господин Аркан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас, добро утро до гледачите на телевизија Телма. На самиот почеток, каква е моменталната состојба со туризмот во Македонија, односно дали се исполнети туристичките капацитети? Па видете, 2025 година беше тешка, но на крај ќе биде успешна година за туристичките работници во Македонија. И сега во пресрет на новогодишните празници се надеваме дека ќе се зголеми бројот на туристи што ќе посетат Македонија. Се уште не се пополниле сите капацитети. Можеби рано, можеби сега, знаете како е луѓето во последен момент се решаваат за своите резервации пред нова година и мислиме и се надеваме дека во пресрет на новогодишните празници сите капацитети ќе бидат исполнети и во Охрид, Струга, Маврово, Попова Шапка, Скопје, Дојран, Гевгелија и сите места ќе биде све пополнето и се надевам дека све ќе биде како што треба. Кажете ми, што најмногу ги привлекува странските туристи, па и домашните? Генерално во Македонија, не говориме само за Скопје. Видете сега, Македонија е многу убава дестинација за посета. Ако ја направите во комбинација со некои од балканските земји, тогаш стана уште поинтересно. Сега ние како туристички работници почнавме да ја нудиме Македонија во пакет со другите балкански земји. Пример со Албанија, со Србија, со Босна и Херцеговина, со Црна Гора, со Хрватска. Сите у пакет и сега фактички една недела сите ја посетуваат оваа територија на бивша Југославија, а Македонија е најпосетена поради тоа што 3 дена обавезно правиме програмата да биде во Македонија. Значи имаме едно уникатно Охридско езеро, имаме уникатен Охрид, имаме прекрасна гастрономија, имаме се и Скопје е феноменално место за посета, кога ќе се средат сите работи, кога ќе се исчисти, кога ќе се направи, Скопје станува многу интересно место за посета. Значи имаме спој на историја, на традиција, имаме гастрономија, имаме многу убава слика правиме, значи и убава приказка која што луѓето кои ќе дојдат тука ќе сакаат да раскажат на своите соседи, пријатели, така ќе успееме што поголем број на туристи да привлечеме во пресрет на Скопје 2028. Значи тоа е една голема манифестација што ќе се случи на главниот град на Македонија, во која што според некои проценки се очекува 2 милиони туристи да го посетат само Скопје. Кажете ми, колку новогодишното украсување, новогодишните манифестации, новогодишните базари, доколку ги има повеќе кај нас, ќе го зголемат бројот на туристи? Со оглед на тоа дека сите ние, генерално сакаме такви новогодишни манифестации, најблиску што можам да се сетам е местото Трикала во Грција, каде што има такви новогодишни базари и се поголем број на туристи има токму во тоа градче. Сега да не се лажеме, ние немаме такви базари, немаме таква традиција за такво нешто. Ако се направи, било феноменално, би се работело на тоа. Меѓутоа не треба само базари, нас не треба настане во текот на целата година во која што ќе се привлекуваат туристи, да им биде интересно да знаат што е убаво, да се осетат убаво, освен тоа што ќе ги посетат градовите во Македонија, да имаат и некоја друга забава која што ќе ги привлече да останат ден, два повеќе, ќе остават повеќе
пари. Значи, ако има такви базари, ако има таква организација во иднина, тоа би било феноменално, би било интересно да се прилича што поголем број на туристи, меѓутоа сега кога ги немаме, не би било сходно да се збори на таа тема, бидејќи сега ние треба да креираме настани во корелација со општините, во корелација со државата, со Министерството за туризам и култура, во корелација со владата фактички, ние треба да смислиме настани во сите делови од Македонија. Пример, настан може да се направи некој голем етно фестивал во Кавадарци, може да се направи многу убав фестивал во Охрид, може да се направи некој настан како екзит што е на пример во Скопје, за да привлече што поголем број на туристи. Верувајте ми, еден викенд да привлече 50 луѓе до обкружувањето, тоа е директен импакт од 20 до 30 милиони евра на туристичкото стопанство на градот. И се тоа не е за отфрлање, не е за потврлање, значи треба да се сконцентрираме да направиме приказка која што ќе можеме да ја продадеме на странските туристи. Ви благодарам многу за одвоеното време и што бевте дел од нашата утринска емисија. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Тоа беа сите информации, со овие информации ќе го заокружиме ова линковско вклучување. Верувам дека информациите беа од корист и самата тема беше во фокусот на предновогодишните празници. Така е, Марија, ти благодариме за овие информации. Поздрав до господинот Аркан Керим, кој што секогаш на наша покана се одзива позитивно и изборува за важните работи во нашиот град и во нашата земја, се секако поврзани истите со туризмот и со туристичките капацитети.